Здраво на сите, добро дојдовте во најновата епизода на подкастот Јефтинија збори или ЈЗ понашки. Мојот име е Ѓорги, а со мене денеска се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје, Катерина Иванова Ката и Димитар Тромбевски Тромбе. Како сме колеги, што правиме? Здраво, одлично, супер. Скопје за време на полициски час, па досадно не може да види. Се навикнувам. Дефинитивно, исто. Да, премногу изгледа рано до 8 сата, ама тоа е, се надеваме дека ќе биде уште само една недела, нема да продолжат. Како сме? Факултетов кате предавање има онлайн? Има, ама исто кога да нема. Тромбе пишува магистарска. Јас забравив предавање како изгледа. Стара е човек. Стар си. Ми паѓа косата ми обелва. Да, Имаш уште коса за паѓање? и ја тоа сега ќе го кажев, како Горан Пандев Па стана. Уште нешто има. Тромбе како Горан Пандев се сега. Ама може коса, може перика, не може да знаете. Interesting. Добро. Да, денес имаме супер разговор кој што го направивме пред некој ден со Сара Миленковска од мрежата Стела и иницијативата Сподели авторка. Така што пред да идеме со разговорот со некој што траеше нешто помалку од саат време, да ја направиме нашата редовна рубрика, нашиот редовен сегмент Hot Seat Cultron, кој, еве, Кате, можеш ти да почнеш ако сакаш или Тромбе, кој е на Hot Seat за неделава која измина за вас? За мене на ходците Оливер Спасовски со изјавата дека МВР нема доволно стручни кадри во одделот за сајбер криминал за да се бори со сајбер насилство. Чекај, дали стварно го има изјавено тоа? Да. На моја сторија. И посочи дека е колективна одговорност да се бориме со сајбер насилството и дека граѓаните не постапуваат доволно и затоа МВР не може да функционира како што треба. Стилот како сами си го барат. Да. Мислам, јас не изјавам министерска плата за внатрешни работи, ама окей. Да. Интересно, Тромбе. Мене на hot seat ми се сите приватни болници во државава, пошто едва и некако некои се убедија да ги намалат цените, ама и тие што ги намалија цените за ковид лекување се пак астрономско високи, нема 100.000 евра, ќе биде 50.000 евра. Вау, кои хуманитарци, алал дамове. Значи, комичен беше наслов кој што го видев пред некој ден, као, окей, не знам, Жан Митрев беше, така, намалува од 12.000 на 6.000 евра, као... Не знам, немам зборови што да кажам, као иронично, као боле не кажува ништо, као... Да. Многу... И ја, да останам на истава тема, ја би ги ставил Министерството за здравство и владата со се Филипче и Заев, кои што, не знам дали видовте, денеска ние снимаме во вторник, са Бајлево излегува со одлука на влада дека како беше препорачуваат или нешто така у тој стил апелираат или предлагаат на приватните болници да ги намалат и тоа одлука на влада, не е изјава. Предлагаат приватните болници да ги намалат трошоците да бидат некаде од 40.000 или од 30.000 до колку беше, до 300.000 или така нешто? 350. И се 100 мислам. 350. Значи, да кажеш од 100.000 до 150.000
има смисла, као нема преголема разлика, ама од 30 до 350-300 е многу глупо и плюс, човек, препорака ти, ова сугестија даваш, као зошто мора на влада да донесеш, као донеси закон, направи нешто, среди ја работава, ова е само популизам, ефтин популизам кој што ич не пали, затоа на hot seat мислам колективно ја ставаме владата и тројцата. На кој ќе ставиме на Култрон? Еве, јас можам да се надоврзам. Јас исто да ти што го кажуваше, само ќе дам Пиров Култрон, пошто предлогот што ќе го предложат е закон, не е само апелирање. И е интересен начин како државата го користи системот на државна интервенција за да регулира цени на приватни бизниси. Тоа сепак ќе биде според закон, иако не е навремено, е многу покасно што требаше да биде. Затоа му давам некаква Пиров Култрон на министерството или кој да било да го предлага закон. Значи, уопште не знаат пиар да прават, као ја врска немав дека закон ќе иде. Јас тоа го знам од изјава на Венко на Facebook. Не знам, као Океј, до уште еден 40 од 40.000 до 305.000 денари. Да се движи цената. Многу голема е. Многу е голема разликата, почетна и крајна цена. Тоа е исто као ќе ти давам колега од 6 до 10 една оцена, па види ти 6 и 10 е разлика. Има голема разлика. Да. Така што останува хацит, иако еве можеби закон ќе биде. Кате, е тебе Култрон? Култрон, нашата гостинка дефинитивно Сара Миленковска со иницијативата Сподели авторка, ќе видите зошто во самата епизода. Апсолутно. Мислам дека е едно од поинтересните и онака, знаеш, кога правиме разговор, има различни стилови на разговор, кај што некојаш и повеќе пати ни се случува да биде онака прашање одговор. Ова беше буквално разговор као да сме излезени на кафе да разговараме за теми за кои што сметаме дека се важни и тоа највеќе ми се свига кога целата епизода, така што I second that. Кај мене на Култрон не знам кој да ставам реално, пошто ќе каже времето, ама денеска е за никаде. И устедните неколку дена нема да биде добро, така што ја ќе абстинирам од Култрон, пошто стварно неам. И ако немаме нешто што да додадеме, можеме веднаш да се префрлиме на разговорот со Сара. И мала најава за следната недела, имаме уште еден супер гостин, нема да откриеме кој е, за да не джинкснеме ако не успееме да се договориме или да снимаме разговорот. Ама ќе збориме за шарената револуција, бидејќи нели 5 години точно на 12 беше почетокот, ама овој сега периодот е периодот кога се случува почетоците на таа шарена револуција, така што следната епизода збориме за тоа, а сега идеме со разговорот со Сара за Сподели авторка и мрежата Стела. Епа, здраво дечки, денеска уште една епизода од Истинијан зборе. Со нас тука се Џола од Џола се јавуваш од Скопје, претпоставувам. Да. Изолација во Скопје. Тромбе исто така изненадувач се јавува од Скопје. Тука сме сите се собравме. Да, као и ја и Тромбе се јавувам од Скопје, ама Кате изгледа некаде на село, пошто интернетот не го бива. Пошто Скопје не е село. Добре сега, поголемо село, кај што би требало да е подобар интернет. Ама кога ќе ни се вклучи Кате, пак ќе уклучиме разговорот. Еве. Извинете. Ми е шкарпан тотално, на 3G сум се. Да, може да е највеќе гостинката и веќе има за може да ја слушнат гледачите.
Одлично. Со нас денес тука е Сара Миленковска, дел од стела мрежата и Сара ќе ми каже нешто повеќе за неа. Повели, Сара. Океј, кул. Здраво на сите. Моето име е Сара Миленковска, како што кажа. Во моментов работам како комуникацијски координатор во Нова училиштето, меѓународното училиште. Меѓутоа, денешната улога тука ми е повеќе во контекст на стела мрежата, на која што сум коосновачка, и воедно да зборуваме за една иницијатива која што ја започнав неодамна со помош на не само на стела, него буквално на едно цело племе на луѓе околу мене, ама ќе збориме за тоа повеќе. Така да накратко тоа, ама еве да кажам и поранешна студентка на правниот факултет. Така. Супер, Сара. Еве така да почнеме околу иницијативата прва. Што е сподели авторка? Сподели авторка, ако треба онака да кажам од еден личен аспект, е тоа дека секоја идеја која ќе ја споделиш да добива смисла и дека треба да зборуваме повеќе за солидарност и да наоѓаме нови форми на солидарност низ кои што тоа може да се спроведе. Бидејќи онака живееме во доста апсурден свет и ништо нема смисла, па поентата е сами да си дадеме смисла. А сега официјалниот одговор, сподели авторка е нешто кое што започна сосем случајно преку едно менторство кое што јас го спроведував на некој начин. Една девојка ме праша кај може да најде книга од мајка ми и јас многу убаво и кажав во Скопје во која книжара да ја најде. Ми кажа дека сепак во Кавадарци не успела да ја најде. И почнавме да зборуваме општо за литература, бидејќи претежно книгата на мајка ми повеќе, таа книга за жените кои што немаат куќа, обработува феминистички перспективи. И почнавме малку повеќе да зборуваме со неа за генерално истражување поврзани со родова еднаквост, бидејќи не заинтересираше повеќе во однос на јавен простор сексуално вознемирување, баравме нешто во врска со тоа како да го адресира во Кавадарци. И јас си што најдов на интернет да споделив, меѓутоа сватив дека као на крајот од денот како воопшто стигаме до сите овие информации, мисла колку на некој начин формално не се прикажани, односно не се прикажани. И почнав воопшто да размислувам за феминистичката литература во смисла дека јас сум била доволно привилегирана да имам пристап до ваква литература, бидејќи мајка ми е писателка. Мислам, општо книгите кај нас се валута дома за сите овие работи. Меѓутоа, сваќав, како што почнав повеќе да се истражувам, дека всушност дека има доста работи кои што плюс треба да се прочитаат и на некој начин доста ми седеше оваа идеја, пошто она ме праша уште пред година и пол во врска со сето ова. И некако се охрабрив сама себе си да ја споделам на луѓето околу мене и сватив дека има доста потенцијал, иако ние не сме некоја голема организација, ова буквално е многу герилски направено се, мислам дури сакам така на некој начин да продолжи. Така оваа иницијатива почна малце да добива форма материјална и да станува дел од реалноста, не само во еден од моите, да речеме така, идеи кои што си ги запишувам на страна. Преубаво, ми е драго што се случува оваа иницијатива, затоа што искрено ја имам забележано да во Скопје имаме многу повеќе пристап до оваков тип на литература. Мислам дека споредба со светот воопшто нема. Баш ми текна едно искуство во Берлин кај што буквално влегов во книжара и имаше цел дел од книжара што беше голем колку цела една книжара кај нас што беше само феминизам. И на крај не ни купив ништо, пошто имав мини нервен слом од што не знам што да изберам. И да, само видно потресена. Па тоа е некад поентата на крајот од денот што на вистина да прочиташ. Јас, например, не сакам ова да биде као, еве сега јас ќе ви кажам што јас многу јам прочитам, пошто немам, едва чекам нешто онака да се намјува поише да читам, туку повеќе ми беше во смисла да зборуваме малку повеќе во контекст на
општо како да стигнеш до одредена информација, бидејќи истото сум го имала јас во смисла ќе отидеш од некоја поголема, поубава библиотека, прво што ќе сфатиш е колку немаш пари да ги купиш тие книги. Второ, кога ќе одбереш онака, окей, ова е тоа што морам. Сваќаш као, окей, дали го правам правиот избор, дали овие книги на вистина ќе ми помогнат, секоја книга на некој начин ќе ти помогне да се оформиш и да дознаеш нови работи и се останато. Меѓутоа со самата разбирам и затоа и на некој начин сакам да ова биде во јавните библиотеки, бидејќи ние не мислам дека ги користиме. Јас тоа се прашав, окей, еве сега оваа иницијатива во некој совршен свет би требало да функционира во библиотеки кои што секој ден секој ги користи, бидејќи од моето искуство кога сум шетала надвор, јавните библиотеки какви биле опремени, колку тоа било гениално и кога сум нашла информации за Македонија и за Југославија у Бостон, у Public Library, поише него што тука сум нашла, ама моментот ми беше окей, дали луѓе на вистина одат во јавни библиотеки, сваќаш што е нешто што јас не можам да го проценам, ама мислам дека се надевам дека преку ова можеби малце ќе се афирмира идејата дека имаме јавни библиотеки, само треба ги користиме, особено ако не може да си дозволиме, пошто не секој може да си дозволи на месечно ниво да купи една или две книги или не сваќаш што сакам да кажам, така да не знам, може би идеалистички звучи, ама оваа иницијатива така си имам почнато полека да, па дури ако за 5 години некаква може би посуштинска промена направи, не знам, суштинска промена еден човек да охрабриш да отиде во библиотека денес, ама you get the point. Апсолутно, мислам дека баш ваквите иницијативи се тоа што ќе ги реактуализираат библиотеките. Затоа што всушност највише што им треба на библиотеките да одржуваат чекор со времето и трендовите, што мислам дека е голем пропуст нивен. И до некаде и недостатокот на ресурси и така натаму, бидејќи се стварно заборавани од целиот систем. И мислам дека баш вака граѓански активисти како тебе и сите што работите заедно можат да ја направат таа преубава промена. Фала ти, јас се надевам и да бидам фер, например, некои од библиотеките на кои што им пишав, као се уште ме немаат одговорено и сум као, окей, може би, не знам, не функционира, не знам, вебсајтот, нивниот мејл или шо е да, а некои библиотеки беа, мислам, во првата библиотека, пошто тие први ни врати во Битола, значи, веднаш онака ни се јавија и беа хајпнати, најстрикни, као ајде утре доаѓате, дали, мислам, така ми не пречека најфино. Меѓутоа сакам да кажам дека баш во зависност од градовите се гледа разликата со тоа што ова не е некаква, знаеш, критика на луѓето кои што ги водат тие библиотеки, него баш како што кажи сама, колку навистина се вложува, дали уопшто на дневен општински ред доаѓа одржување на овие библиотеки, ама можеби ова ќе биде одредена, не знам, се надевам дека ќе го актуализира прашањето, окей, колку ние вложуваме во збогатување на фондот на книги во јавните библиотеки и колку ние вложуваме за да воопшто се функционални и да се користат. Мислам, можеби ние сега имаш сосема друга тема колку денеска читаат книги луѓето. Ама еве и тоа е нешто што треба нели да направиме промена во врска со тоа, ама сепак ако ти овозможиш простор и не само да овозможиш простор, ама и некаков дополнителен начин испромовираш дека ова постои, дека треба да го користат. Знаете, она концептот за јавен простор, као концептот за јавна библиотека, значи за нешто што е на граѓаните, за жал не достига во многу други полиња, вклучително и ова. Да, ја само ако може, баш за ова кога збориме као некој кој што е од Струмица, например, кој што се смета за еден од подобрите, барем кога станува збор за култура и за тие некои работи, се сеќавам као кога усредно, као чекаше да идеш у Скопје да земеш некоја нова книга или нешто што реално не може да најдеш у градот. Поготово па кога збориме за некои специфични и по-конкретно феминистички книги, такви нема шанси да најдеш ако бараш или ако сакаш некоја друга тема или било што и да те интересира.
ги имаш, нели, оние лектири за у школа и мислам дека се почесто и почесто ако некој има некој членува у некој од овие библиотеки што се градски, нели, е поради тоа што мора да членува бидејќи има лектира за у школа за читање, таму може да ја земе, а да не ја купува. Иако се повеќе нели младите колку и веќе ги читаат оние лектири кои што нели и самите наставни програми уопште не се апдейтираат и си останале како што се последните 20-30 години. Ама мислам дека тоа е многу голем проблем, како да Скопје у баш тоа като ти преска што го спомна, како у споредба со големите метрополи е ништо, како тоа што се зафркаваме на почеток, село. Ама Скопје у споредба со другите градови низ Македонија е, не знам, Париз или било каде у светот. Дефинитивно. Имаме проблем со децентрализација во контексти на ако направиме сега анализа на локална политика, тоа ќе не одведе на друга страна, ама баш укажува за тоа дека постои голема нееднаквост во смисла на распределба на ресурси, ама мислам дека тоа е претежно нема никаква стратешко размислување. Например, кога би се ставило во контекст колку е важно да се има пристап до информации, до книги за образованието, за унапредување, за личен, за академски, за секаков развој, кога тоа би се ставило како приоритет генерално, сметам дека многу поразлични би биле работите, меѓутоа тоа за жал никогаш нема да биде актуелно политичко прашање. А на крајот од денот, мислам, како гледајќи што се случува и економски, не само за време на пандемијата и сите овие, мислам, се што се случува како ефект во однос на нееднаквоста ради пандемијата, тоа само ни станува појасно колку повеќе постои таа нееднаквост. И мене на некој начин идејата ми беше во смисла, не знам што така, дека имаш пандемија, си немакен, немаш што да правиш, окей, можеби бар јавните библиотеки во недостиг на информации, во недостиг на директни предавања, бидејќи супер кул, ние може да имаме колку сакате онлайн предавања, неможноста за критичко размислување, дискусии и се за тоа си го прави своето и тоа за жал ќе има многу голем ефект врз сегашните генерации, воедно и врз вас и мене и сите што сега слушаме онлайн предавања. Така да некаква не знам, налудничава идеалистичка идеја за да повторно се актуализира се тоа и колку толку се возобнови идејата дека можеби да користиш ти нешто што е јавно добро, иако системски тоа не е поддржано, како што кажав, ние многу герилски го правиме и се обидуваме да го адресираме. Значи, кога ова би било онака во наставниот план на МОН и се останата за тоа како да се збогати фондот на книги, да се направи ревју на литературата која што е за секоја оделение, значи сите тие елементи кога некако постратешки суштински би се обмислиле, не би морале ние да треба да ги адресираме овие прашања на некакви онака по како што реков ад хок решенија. Дефинитивно, ама искрено мене ми е бар драго што кога више системски не се решава, самите луѓе си го земаат у свој раца, што пак покажува на тоа дека немаме апсолутна пасивност на темиве, што многу ме радува, пошто се поише мислам дека генерално книжевноста е уметност што умира, за жал, барем популарноста низина. Ама мислам дека пандемијава може да го извлече тој убав момент, можеби, пошто ги изгледавме више сите серии на Netflix и мислам дека немаме опции више за серии, па може да се префрли народ на книги малку. Да, не може Netflix да направи толку серии колку што ние можеме да изгледаме во моментот. Да, ама некако и формата на која што сега се креираат сериите имаат еден затопувачки елемент кој што едноставно на никој начин не станува збор за уметност повеќе, пошто јас многу сакам филмови и серии како генерално.
ама мислам тоа не постои на Netflix бидејќи не е целта, тоа е само еден продукт на некој начин и ништо повеќе. Меѓутоа еве изминатава година, бар јас тоа што се трудам да го правам бидејќи као стварно сакам да најдам соодветен начин за читање, знаеш, мислам да не биде, пошто се фатив дека за време на факултет читав само литература што е поврзана со политички науки, со политичка теорија и феминистичка критика генерално, ама кога сватив дека не сум прочитала роман, онака чисто за да се мислам не релаксирам, него некој нов свет да откривам, дека ми се немаше случајно за време на студии. Баш изминатава година почнав да онака си правам некакви механизми, морам да признам дека ова е многу нефеминистички што ќе го кажам, но чисто ради дечко ми, пошто он има book club и морав да видам како е онака секој ден да имаш одвоено време за читање. Така да за време на пандемијата барева во тој контекст, како што кажам, се подсетивме дека не мора само да седиме на Netflix и дека станува збор за нешто што подразбира одреден вид на дисциплина, и во време кое што како млади луѓе многу се бара и многу се очекува од нас и реално, мислам, со причина не сум можела да читам романи, кога сум требала да читам се што друго поврзано за да ми бидат супер оценети и навака натака. Меѓутоа, во време кога треба да сме онака само да работиш на свое усовршување, пошто нели нема да бидеш успешен или да можеш да заработуваш. Некако пандемијава мислам дека на сите направи степ бек дека не може да бидеме тие успешни луѓе кои што само успешни. Нели таа цел ти BS about успешност. Знаете што мислам, него повеќе да биде дека ние сите живееме во survival mode и окей, треба време да одмориш, ти треба време да се посветиш вистински на себе за својот личен развој, за своето ментално здравје. И да, тоа значи преку книги најчесто. Као да, тие книги ти помагаат, мислам, не само нели да се унапредиш, него буквално тој чекор од сите од преголемото флоу на информации околу нас, од реално и од лошите вести кои што ги слушаме, пошто не можеш да си имун на се што е околу тебе. И воедно да се возобнови таа некоја идеја за солидарност, пошто мислам дека се ова предлабоко и спиритуално звучи, ама да баш преку себе можеш да видиш како можеш да придонесеш на општеството со баш taking step back. Баш така, ова баш ме потсети и целава иницијатива генерално на сподели авторка на да ви споделам еден канал кај што можете да читате многу книги на многу јазици. openlibrary.org. Моментално најголемиот бесплатен архив на книги онлайн. Не се пиратирани дела, туку се од библиотеки кои ги имаат споделувано и самите автори се согласиле во или нели според правила 70 години после смртта на авторот, така натаму. Да. Така што исто така многу интересно тука, пошто се као оригинални изданија скенирани и може да се види точно какво е изданијата, што мене ми презабавно, ова е малце нерд момент, сори. Преинтересно работи. Баш убаво. Па, искрено, јас направив вебсайт за сподели авторка и многу се чувствував горда дека онака од својата заштеда купив домеин и бев онака срекна. Меѓутоа немам време да го разработам скроз како што би сакала, пошто стварно прво не знаев и ми помогна тука, многу е убав моментот на менторство, пошто као девојче што менторирав ми помогна мене како јас да направам вебсайт и таква, но мислам беше кјут моментот, пошто свегаш дека ти можеш некому на некаков начин да помогнеш, она може тебе на друг и тоа беше многу убаво. Сакам да кажам, point being, дека сакам баш на тој сајт еден таб да биде баш фокусиран со хајперлинкови до вакви работи. Например, се договоривме Медуза дека ќе биде
дел од вебсајтот во смисла како да може да се поврзат. Реактор имаат, мислам, предобра селекција, не селекција, предобар опус на истражување и дури они имаат еден проект кој што се викаше родови ресурси, на кој што можеш ти да видиш сите претходни истражувања и кафе на предоко за одредени полиња поврзани со родовите прашања. И сакам баш сите тие работи да ги склопам на едно место, бидејќи да, супер, јавни библиотеки, користење на јавниот простор и сето тоа, меѓутоа сепак на крајот од денот мора и некои работи да се дигитализираат во контекст на дополнителната пристапност, бидејќи не сите книги кои што, например, многу од книгите кои што сакав да ги купам со ресурсите кои што ги имавме за првите 3 пакети, не можеш да ги добиеш, само можеш онлайн да ги набавиш, дали преку Kindle или преку некои вакви вебсайти, така да супер ќе ми праќате ако наидете на слични вакви работи кои што треба да се вклучат дефинитивно. Да, јас само би се надовезал на овој, мислам дека е супер идеја, пошто мислам сме зборале на ова, поготово со Кате, колку само оној time span или колку само луѓето потрошуваат време на нешта и го гледаш насловот, гледаш 5 реченици, толку е. Тоа што, нели, идејата ако успееш да ја оствариш, да имаш на едно место се, ќе им ставиш буквално на тацна на оние кои што бараат, да не мора они да ја завршат потешката работа. Веќе е завршено за нив. И ти само треба буквално да кликнеш на линкот и да почнеш да читаш. И мислам дека тоа е клучно, колку и да е малце тажно кога ќе подразмислиш до кај сме стигнале. Мислам, сите сме исти така. Едноставно, начинот на кој што живееме моментално е таков. Ама убаво е, нели, идејата дефинитивно мислам дека има голем потенцијал, пошто едноставно не можеш да натераш некој да иде и да бара, па да не му се свиѓа, па ако не ти се свиѓа го исклучуваш линкот, отвараш друг. Толку најтешко тоа. Да, види на крајот од денот, мислам, ти можеш некому баш на тацна се да даеш, ама ефортот треба тој или таа да го направи, затоа што самиот процес на читање никој не може да го замени. И целосно се согласувам дека баш во ова време на нели брзи информации и се останато, мислам дека дури имаме заборавено за како да ги најдеме информациите кои што ни требаат. Мина тоа малце така ми остави впечаток во смисла на зашто дополнително бев мотивирана за почетокот на иницијативата е како бараме, како стигаме до сите тие информации и не е као okay, you just Google it, пошто многу е покомплексно во смисла на пронаоѓање на вистинските информации, како што кажаме, вистинските книги на крајот од денот кои што тебе ти се потребни, ама баш не знам, ти дава можност да повторно истражуваш, да си ја разводиш љубопитноста. Например, мене лично целиот процес многу ми беше значаен од аспект на прво солидарноста и као колку луѓе се вклучија околу мене за да се ова на некој начин се реализира, ама воедно и таа љубопитност која што као окей, сватив што имам прочитано, уште колку многу имам за читање, колку е тоа прекрасно, пошто сега тек ќе ги откривам тие работи и како сите овие работи баш како што кажа Ѓорги, да можам да ги пренесам во формат на кој што ќе биде достапен за повеќе луѓе. Сега, мојот мастер моментов е комуникација, кога нели баш се бидам нека стратешки да гледам како да ги искомуницирам сите овие работи, со цел баш да стигнат, ама сваќам дека за жал кога немаш ресурси, стварно е лимитирано како тоа да го направиш најдобро. И многу ми е драго за медиумската подршка на некој начин што добив, што не очекував, као мислам стварно многу кул и од платформи, од сподели печат се и за радио мов нешто ќе пишам и вие. И така мило ми е дека луѓе на начин на кој што за нив е валиден, може да ми помогнат. Сега некој може да ми помогне, например, со споделување книги, некој може со донирање книги, некој
со, не знам, со правење интервјуа, со споделување на целата иницијатива. Студио Морско, Гала Насева, например, освен што ми помогна и преку дополнување на листата, кај нив може да се купи tote bag со дизајнот на сподели авторка и на тој начин да донираат за купување на дополнителни книги. Така да мене тој елемент на снаоѓање на некој начин дополнително ми кажува дека постојат нови форми на, мислам, не се нови, ама као за мене нови форми на солидарност кои што стварно се многу значајни и мислам дека баш помагаат, знаеш, дека не е поентата само окей, еве ви листа, еве ви книги, него што е приказната позади тоа? Зошто се ова е започнато и мислам дека на тој начин, преку тој персонализиран пристап, го надминуваме тоа што е во моментов одреден проблем на премногу информации околу нас и на тоа дека како да се издвои одредена информација. Мислам дека заради тоа и на некој начин добива ова доста, за мене бар, голема поддршка. Мислам дека баш ова е еден од многуте примери што ја како лично го гледам е тоа што феминистичката заедница за мене, откако некако повеќе се имам вклучена во неа, за мене значила солидарност. И тоа највише го имам осетено во таа заедница, иако не сме се знаеле нешто многу сите едни меѓу други, пак се осеќало некое содружништво, некој многу партизански момент, би кажала, ама многу солидарен момент, баш она и герилски у исто време и као каже сега што правиме, готово, ајде. Што многу ми се допаѓа, ми е толку драг некако, уште толку ми дава мотивација за што и да е понатаму. Многу ми е мило и јас исто се чувствувам така, со тоа што онака не забораваме, ние живееме у земја која што е дефиниција за дисфункционална, каде што стварно имаме проблем во однос на социјалниот слој како концепт, како самиот концепт за солидарност за жал не достига, заради таа нефункционалност и таа недоварба и таа апатија. Меѓутоа, наспроти сето тоа се појавуваат вакви иницијативи, се појавуваат различни иницијативи и мислам онака стварно во недостиг на системска поставеност и поддршка, ние секој на свој начин, мислам, дали ти преку Хера, дали преку различни елементи, мислам дека секој на свој начин и преку вие ова што го правите во моментот, мислам, ви кажав и на почетокот, ама станува збор за некаква студентска солидарност, значи за градење на нешто ново во земја во која што реално нема плодно тло за да израсне нешто. Така да знам дека звуча многу онака, ама ми е гајле. И така да поентата е сами да се даеме смисла. Јас тоа се трудам цело време да го правам и низ професионалната работа и како и работа со ученици, и работа со менторирање, односно менторскиот процес, као буквално тоа што ти можеш да направиш, бидејќи не е идејата онака ајде да чекаме друг, пошто очигледно никој друг нема ги реши проблемите околу нас. Ама окей, ја имам идеја, ќе ти ја кажам, ти се свија, не се свија, кажи ми како да ја подобрам, што можам да направам подобро, као кажи ми отворено каде грешам и ајде да идеме дале, знаеш. Да, буквално. Еве кога сме на темата веќе, што е идејата понатаму за сподели авторка? Значи сега, кога ќе ми заврши изолацијата, ќе одам во заедно со Влора и тоа е многу добро, пошто јас не знам да возам, убаво да имаш другарка на која што можеш да отпреш да вози. Со шалом, она е многу поише од тоа, ради нејзи, впрочем, ради незината Чимнинг алумни мрежа и добивме поддршка за книгите преку Влора и ја знаете ствари. И она заедно јас и она ќе одиме во Делчево, бидејќи тие ни вратија, си уште чекаме од други две библиотеки да ни вратат. И во сабота ќе однесеме вториот пакет на 30 на книги.
ќе ги оставиме таму, ќе биде тоа супер искуство како што беше во Битола. И идејата е после бидејќи остана уште трет пакет, толку успеавме, значи бевме онака се мислев дали да купам као 10 книги за 10 места или весела математика, ама свативме дека сепак според ресурсите кои што ни беа возможени, дека солидни 3 пакети на книги може да овозможиме, бидејќи на крајот од денот ние не може онака, не знам, од ново да изградиме библиотека, него баш малку, ама пак значајно да се започне сето ова. И значи идејата е понатаму да продолжат да се собираат книги, како што кажав, ние не се брзаме, значи со сето ова е нешто што планирам да трае додека е возможно. И една од клучните работи, пошто на пример многу одма ми пишаа неколку авторки како сакаат да донираат книги. И некако тоа не го сметав за толку фер, бидејќи на крајот од денот верувам дека сечи труд треба да биде платен и мене ми идејата дека онака да најдам начини на кои што ќе може да тие книги кои што сакаат да ги донираат ги купиме, така да преку донирање сега со tote bags една форма на поддршка, друга форма на поддршка е баш онака луѓе ни пишуваат, окей, ги купив овие 3-4 книги, дојдете земете ги и однесете ги, така да баш идејата е дека секој може на некаков начин да придонесе и не е поента да купиш 10-15 книги, пошто стварно тоа е, нели, за сечи буџет многу, за повеќето. И на крајот од денот ако некој може една книга да купи, тоа е супер. И планираме цело време да ги потсетуваме сите дека може тоа да го прават и да ја ова уште една шанса за истото. Потоа третиот пакет планираме во месец мај, кога сметаме пакет според месец, бидејќи на крајот од денот ова го правиме во тоа малку слободно време што ни останува измеѓу изолации. И се надевам дека ќе го финализирам соодветно вебсајтот сега и со вашиот фидбек денеска, да може да се функционира, бидејќи на крајот од денот ако оваа идеја се разви и стана тоа што е, затоа што ја споделив со онака група на малку луѓе, па понатаму поголема, мислам дека уште повеќе ќе расте и ќе се доразвива преку поголемо актуализирање како што минува време. Така да мислам дека ти кажав од прилика кој е идниот план за целата иницијатива, ама мислам дека ќе се развива во насока што ќе биде баш онака како што оди, па ќе видиме. Така, баш геделски, баш ми се свиѓа. Да. Ева, иницијатива е, не е проект, цело време тоа го насочувам, пошто баш целата идеја е таква. Извинете, прекинав. нема греда, слободно. Ева, може да ми кажеш нешто повеќе околу Стела, бидејќи така ја ставивме за прекрај. Спомна околу менторството, мене тоа ми е уште еден прегубав позитивен пример на солидарност во нашата феминистичка заедница во Македонија. Така што повеле да не зборам јасно. Слободно. Вака. Па Стела постои како организација од 2018. Започната, мислам, јас и Блюра сме викнати од Елена, Виджиленца, Ерлин, Љура, Наташа и Дарко. Таа започнала бидејќи они сите имаат на завршена супер факултети, имаат супер кариери и многу девојки им пишувале стално за како да се развијат академски и професионално и сватила дека постои тука простор за зголемување на мрежа и формирала мрежа од неколку, мислам дека 500 на жени кои што ги знаат и ние се вклучуваме некаде 2018 заедно со Влюра и тука помагаме заедно, мислам, ја основаме, таа е одредена нивна иницијатива, конечно станува граѓанска организација и понатаму имаме различни проекти кои што се трудиме пред се да бидат во руралните средини и се поврзани со мокнување на жени и девојки, тргнувајќи, значи како што кажав, академски и професионално, меѓутоа сепак од различни аспекти. Сега тоа што го правевме постојано беше со предприемачки во рурални средини.
Меѓутоа нешто што секогаш обстојува без разлика на нашите проекти и истражувања е менторската мрежа, бидејќи е пред се бесплатна и волонтерска и поентата зашто се ова го правиме. Во моментов имаме околу 100 менторки и секој ден се зголемува бројот и многу ми е мила. Тоа што би сакала повеќе да има девојки да се повеќе охрабрени да не пишат, бидејќи имаме помалку менторирани девојки од менторки. И ова на некој начин го користам како можност да објаснам дека многу често мислат дека треба девојките кои што им треба менторство, мислат дека треба да имаат конкретно зацртана цел, окей, сакам да одам на овој мастер, сакам оваа работа да ја имам. И на некој начин мислат дека станува збор за онака елитна мрежа на успешни жени и девојки. Напротив, идејата е и кога не знаеш што сакаш и како сакаш и што навистина те интересира во животот, да поразговараш со некого, особено бидејќи и тие што се многу успешни не знаеш што прават и како прават. Така да се сведува повторно на идејата за солидарност и на некој начин спроведување на истата. Јас сум и менторирана и менторирам, и тоа е убавината, бидејќи на крајот од денот ја верувам дека секој треба целиот свој живот да се надоградува и ова е супер можност за истото. И на крајот од денот се поврзува со тоа дека баш секој е несигурен и несвесен за своите вредности и вештини. Баш мислам дека ова освен што низ менторскиот процес многу можеш да дознаеш за себе си во однос на, не знам, како подобро академски да се фокусираш или професионално да се надоградиш, исто така мислам дека во однос на личниот развој е многу значено. Многу влијае, бидејќи не живееме во свет кој што те охрабрува да бидеш тоа што си, ниту пак да го славиш тоа што си. И мислам дека тој процес, бар се надевам дека им помага на сите. И второто прашање за Стела се изгубив. Тоа беше Стела. Добро. Јас сакав само да се вклучам, пошто преска уште на почетокот, нели, спомна менторство и баш си запишав ноут да те прашам за ова, бидејќи сметам дека менторството е една од најважните работи кои што еден не млад човек, секој треба да го има. Знаеш, кај нас превладува тоа као учи од твоите грешки, ама ја мислам дека треба да биде учи од грешките на тие што биле пред тебе, многу подобро за да не бидеш ти на исто место, а можеш да научиш веќе тоа. И мислам дека за жал, баш убаво што го спомна фактот, иако е малце, пак ќе кажам, лош податок дека имате повеќе, например, менторирани девојки отколку менторки, ама добро е што има нешто кое што им дава можност на млади девојки, на сите буквално, не мора да значи дека само тие треба да имаат менторки или секој треба да има ментор буквално, ама убаво е да се види, бидејќи ментор е као некој кој што, не знам, у спорт, знаеш, тренер имаш и колку и да, знаеш, не можеш сам да играш. Може би у животот не е така, ама може да се реплицира. Затоа мене ми е многу интересна таа некоја метафора, ама пак у животот исто е, као ти требаат тренери, ти требаат коучи, иако некојаш, нели, преовладува на премногу позитивизам и до степен да и токсичен позитивизам, поготово на социјалните мрежи, ама дефинитивно менторството е многу важно. Па еве, прашањето, многу голем вовед дадов, прашањето е спомна дека и си менторирана и си менторка, дали може нешто повеќе да ни споделиш за тоа искуство? И еве, за некој ако не знаеш ова или сака повеќе да дознае, нешто да го пообјасниш убаво. Да, фала ти многу за можноста да го демистифицирам процесот на менторирање, а инаку баш за тоа што го зборуваш ти, мајка ми стално ми повторува една добра босанска изрека: паметно ми е реч учител, а будали несреча. Као учи увек стално тоа што ти викаат луѓето, да не се зезнаш самиот. И да, менторскиот процес е значаен и клучен, мислам,
во повеќе аспекти на својот живот, не мора да е некако формален, не знам, академски или преку мрежа, него баш и на работа, мислам, си да сме млади и кога ќе видиме на почетните позиции во својот живот, дека се многу значени тој професионален фидбек и сето останато. Јас стално, мислам, сум имала онака некаква среќа, ама као сум имала супер шефици, шефови околу мене кои што многу добро ми помогнали со многу добар фидбек да можам да го искористам својот потенцијал. Да ти одговорам на прашањето. Значи, менторскиот процес буквално го дефинираат во нас на стела, тоа што може да го кажеме, дека се дефинира од менторката и од девојката или жената која што сака да биде менторирана, бидејќи на секој му треба различна динамика, обврски и такви работи за тоа што сака да постигне. Сега, некогаш луѓе доаѓаат со зацртана цел што навистина сакаат да направат, не знам, ги интересира одредена стипендија или одредено работно место, па како да се спремат конкретно за тоа. Меѓутоа, некогаш се случува и тоа повеќе сакам да го охрабрам да не се приклучат, мислам да не се обратат повеќе девојки кои што можеби навистина не знаат што сакаат. Еве, јас ќе бидам искрена во однос на мојот менторски процес. Мене многу ми помогна менторството лично, како менторирана, да можам да расчистам што навистина е мојот академски фокус повеќе. Например, јас завршив политички науки, тоа секогаш ме интересирало, дури имав можности баш да работам, мислам пред да работам кај што работам сега. Работев во програма која што се фокусираше на добро владење, на медиумска писменост, значи имаш таков интерсекцијски аспект на работата. Меѓутоа, сепак родовата еднаквост секогаш се издвоеше како нешто што повеќе ме интересира, така да тоа што ми помогнава моето менторство е да расчистам со себе во однос на тоа што повеќе академски ме интересира и сакам да се занимавам со истото. Тоа ми помогна да бидам подобра во однос на стела и како работам во врска со стела, бидејќи онака не се булшиташ себе си повеќе, него онака знаеш точно што навистина сакаш, а меѓутоа тоа сега звучи вака лесно, ама е долг процес низ кој што бидејќи станува збор за процес соочување со тоа што навистина ти значи и сакаш да го истражиш. Како некој кој што менторира, например, јас се фатив себе си дека знам онака може се поише tough love и дека построго и понака да се договараат работи, ама тоа што јас не бев како помала во ич организирана и бев на 100 страни и сега како малку повозрасна ми е јасно дека многу е значено да поставиш структура што е можно помлад, за да си го олесниш патот понатака. Пошто немање на таа структура знае да ти направи одреден проблем. И сега моите менторства се повеќе фокусирани во тоа. Например, девојките кои што јас ги менторирам, немаат да речам одредена крајна цел, окей, ова сакам да го завршам за година дена, него како да создадам подобри механизми за учење, како подобро си го организирам времето, како да напишам супер листа за чек-листа за се што треба да завршам во однос на факултет или пракса или што и да е. Така да повеќе во тој еден аспект кој што е soft skills, значи пренесување на некои работи кои што можеби изгледаат преочигледни, ама јас верувам дека дури најочигледните и наједноставните работи никогаш немаме дата во главата за тоа. Кога има некои јадења што знаеш дека се најлесни да ги направиш, ама пак не можеш да ги направиш пошто ти се потребни правите податоци за истото. И како што кажа и претходно, знаеш, некој треба да го помине патот за да ти го каже за тебе да ти биде тоа полесно и на некој начин така и се развива и феминизмот и тоа што денес го гледаме и редефинирање на слободите и редефинирање на многу социјални борби, не само феминистичката. Е токму тој процес кој што некој друг пред нас го поменал за ние денес да може да живееме некако по кул општество, што и да тоа значи. Ама сепак во однос на менторскиот процес, како што кажав, сите го дефинираме на начин кој што нас повеќе ни одговара, ама е safe place, е нешто што ти помага да расчистиш со себе, да видиш што навистина сака, што те интересира и како да се унапредиш и воедно
да разбереш дека окей да не знаеш што сакаш, бидејќи као камон, свесни сме дека као нормално е да го промениш мислењето околу работите, нормално е да видиш што те интересира, да истражуваш, да фейлнеш, пошто треба малци тоа малку повеќе да го афирмираме, нема сите да сме најуспешната верзија од себе секогаш, него може некаде да не знаеме што сакаме и тоа е окей. Така да тоа од прилика во однос на менторскиот процес. Да, дефинитивно и мислам дека кога збориме за менторство може да биде, еве, од мое лично искуство може да биде за буквално се и не мора еден да ти биде ментор за се, пошто реално никој не знае толку многу работи. Најубаво да имате повеќе ментори за повеќе работи. Ова со последно што кажа ми беше интересно и ми текна на пример пред неколку лета имавме кампови кои што организиран од YMCA Битола, не знам дали го знаете, Glow и YMLP. Една од активностите кои што ги имавме баш додека бевме со камперите, направивме лавиринт, мейз, каде што ги пуштаме внатре, ама после не може, као нема буквално излез од таму, и финтата е као што со те да побараат помош. И бидете изненадени колку само им требаше време, као ние кои што го бевме, кои што го фасилитиравме целиот целата таа активност, као ги прашувавме дали ви треба помош, као им требаше едно 10-15 минути за првиот да каже окей, raise my hand, I give up, I need help. И тоа ми беше премногу впечатливо, бидејќи не знам, толку многу време им требаше да побараат помош, а на крајот помошта е единствениот излез од целиот тој лавиринт. И мислам дека убаво со дејство со тоа што каже, бидејќи некојаш, знаеш, мислиме дека знаеме се и мислиме дека некојаш се осеќаме многу лошо ако побараме помош, како да сме сгрешиле нешто, а уствари е обратното. Така што убаво е дефинитивно да се слушне и баш ми е мило што и за ова поразговаравме со тебе и може некој ќе слушне, може ќе им помогне на некој кој што кажа еден да направи промена, еден да слушне, да прочита книга, да најде ментор, тоа е големо, како суштинска промена дефинитивно. Цел еден свет сме промениле ако еден човек се активира или како што кажа, направи нешто во врска со тоа што го интересира. Треба да го охрабруваме наративот дека е во ред да побараш помош и дека помош само по себе, например, ја можеби не се изразувам соодветно, не е дека ние им помагаме како да сега ние сме во некоја супериорна позиција, ние на вас ви помагаме пошто вие не знаете што да правите, напротив, као целиот менторски процес ти учиш и од тие што ги менторираш и ти воедно креираш наратив каде што, мислам, и идеја дека е нормално и дека е во ред да се поддржуваме едни со други. Пошто јас не верувам, сега можеби ова малце лично мислење, не мислам дека можеби сите од цело ќе се согласат, ама не верувам дека живееме во земја каде што се афирмира тоа дека е во ред да си помагаме едни на други. Сега, свесна сум дека генерализирам и сето тоа, него го кажувам повеќе во контекст на тоа дека имаме една оттуѓеност која што е проблематична сама по себе, дека тоа се гледа и се рефлектира на политичката и социјалната состојба. И мене бар тоа што ме радува и ме охрабрува преку менторството е тоа што гледам дека се формира таа солидарност и се формира идејата дека е во ред да побараш поддршка, не помош, поддршка, за работите кои што те интересираат и сакаш да се напредиш и воедно на тој начин ти вложуваш во себе, а вложуваш и во идејата дека треба да си помагаме, да се поддржуваме и да си веруваме малку повеќе, бидејќи нас ни недостига креирање на една здрава социјална релација. Значи, генерално, ова е баш као критика на некој начин на индивидуализмот и на тој онака оттуѓувачки наратив околу нас, кој што мислам дека баш преку мали работи можеби повеќе ќе го решиме, пошто дури да ги дочекаме системските промени ќе биде забавно. Бога ми, да. Еве, ја имам прашање за девојките кои нас слушаат, можеби се заинтересирани да станат, да бидат менторирани од страна на Стела. Како можат да се пријават?
Супер. Значи на нашиот вебсайт stela.mk имаме две Google Forms, кои што едната е ако сакаш да се пријавиш да бидеш менторка, другата ако сакаш да бидеш менторирана девојка или жена. Значи се што треба е да отвориш на нашиот вебсайт и да еден од тие формс да ги пополниш. После тоа некој од нашиот тим ќе те контактира, која ќе најде менторка која што соодветно на тоа што тебе те интересира. Бидејќи има сет од прашања, според прашањата ние ќе видиме, например, што студираш, што сакаш да правиш и како сакаш тоа да го направиш, дали сакаш повеќе академски, дали професионален, дали личен развој, значи има така сет на прашања кои што нас ни помага понатаму да најдеме соодветна менторка, ама буквално е толку едноставно. Ако некој не се чувствува комфортно да го пополни Google формат, може само да ни пише на било која социјална мрежа или мејл, кој што исто го има на вебсајтот, за да повеќе се информира и ние најдеме по custom made approach за како нешто да се реши. Супер, баш ми е драго што пуштаат сите тие канали, као не е само една Google форма и тоа е тоа. Баш ми е мило што има различни начини, тоа многу ми се допаѓа. Ева за крај, ние имаме мала традиција тука кај нас. Секогаш кога имаме нов гостен, го прашуваме да ни даде некакви препораки, дали за книги, дали за филмови, дали за серии. И никогаш не најавуваме за да ве фатиме on the spot што ќе ви текне. Мислам дека јас се изназборев за книги и дека и на сега новиот вебсайт и на се останато и во неколку интервјуа спомнав многу книги кои што мислам дека убаво ги прочитаме, затоа ќе кажам филмови. Јас сум голем фан на Бергман, така да од мене имате Wild Strawberries би го препорачала како предлог филм. Мислам цела негова кинематографија е гениална и има многу добар пристап општо кон диалог. Тоа ќе биде undermining на тоа што сакам да ви го продадам. Ама Wild Strawberries од Бергман е тоа што ви го препорачам да го гледате. Фала ти многу. Ако не сте го гледали до сега. Да. Cool. Фала ти, Ептен. Ја имам уште едно прашање од мене. Која книга од сподели авторка ти остави највеќе впечаток од листата што имате до сега, ева? Од листата што имаме до сега, што е многу голема листа, ми остави впечаток, мислам дека беше од предлозите на Ивана Хаџиевска. Може да отворам, да ти кажам точно како се вика. Слободно. Знаеш зашто ми остави голем впечаток, бидејќи во моментов повеќе тоа што го има како предлози се, мислам, романи претежно поврзани со феминизам, меѓутоа општо и нели се што на некој начин придонело до некакво унапредување за идејата на слобода, јас би рекла. Меѓутоа, нешто што не верувам дека ќе успееме да го набавиме, бидејќи постои само во универзитетските библиотеки. Меѓутоа, јас си оставив како аманет само на себе, дека мора да го најдам, е следното и сега ќе се отвори, таман зборев додека да се отвори, значи имам повеќе време. Да, Ивана ни даде толку добар, значи, како да кажам, баш хардкор, да, историјата на жените на Западот кон културниот идентитет на 20 век. Значи, цела колекција има од антички божици до христијански светици, до молкот во средниот век, значи историја на жените на Западот. Тоа ме интересира, пошто не сум имала можност да го разгледам. Од Франсоаз Тебо. 5 тома.
Значи, тоа е моето следно читање. Ќе ви го пратам, ќе ви ја пратам точно името на книгата и како е поделена во 5 различни тома, бидејќи јас од крајот почнав нагоре да ви ги читам, ама тоа е она што ми остави впечаток, бидејќи мислам колку нели ви кажав дека пред се ме интересира повеќе се што е поврзано со политички науки, со феминистичка теорија и пак делот од листата на книги пак се фати во тој дел, а не во тие што треба да се поиша да уживам, ама ќе ви дадам и предлог повеќе за уживање некој. Фала ти многу, стварно. Фала и на вас, дечки, за можноста и уште еднаш да пофалам за сите што правите, во смисла дека многу ми е драго, баш како поранешен студент, што слушам дека се развива нова искра на нашиот факултет. И нас не е драго дека студенти од кај нас прават вакви кул ствари, не дава надеж дека кога ќе завршиме, може би имаме ќе иднина. More or less. Not great, not terrible. Баш така.